Номинирајќи го поранешниот сенатор Чак Хегел за секретар за одбрана, Барак Обама најави дека новиот состав на кабинетот ќе функционира во изменети услови во светот. Завршување на војната во Авганистан, грижа за оние кои војуваа, подготовка за најразлични закани, од обични до необични, нешта како кибернетската безбедност. На распит во Сенатот, Хегел кажа дека доколку биде потврден, го чекаат нови прашања покрај враќањето на војниците од Авганистан. Тоа не значи дека тековните или идните закани се понеопасни или едноставни. Напротив, настаните во Мали и Алжир го покажуваат спротивното. И сето тоа, коментира републиканецот и поранешен сенатор Ричард Лугар, ветеран во надворешната политика, во услови кога Пентагон се соочува со помал буџет за одбраната, а се уште има големи обврски ширум светот каде се наоѓаат американските сили. Со фактот дека владата се отклонува од водењето војни на копно, операциите на ЦИА, вклучувајќи и употребата на беспилотни летала и целни убиства, можеби ќе играат поголема улога. Што е многу поевтино, доколку се изведе правилно, а потоа да се испратат цели баталиони и да се понуди логистичка подршка. Но тоа истовремено бара големи разузнавачки ресурси. Тајниот документ на Одделот за правда што протече во медиумите наведува дека е законски владата да елиминира своји државјани во странство ако верува дека се виши водачи на Ал-Каида кои планираат убиство на американци. Џон Бренан, кого председателот Обама го номинираше за директор на ЦИА, има кажано дека целните убиства на одредени терористи се легални, етички оправдани и неопходни. Дипломатската рака на тимот е поранешниот сенатор Џон Кери, кој стана државен секретар. Меѓу неговите приоритети е да се сопрат нуклеарните програми на Иран и Северна Кореја. Исто така, уште на првиот ден од работата во Стејт департментот, Кери телефонски разговараше со израелските и палестински лидери, ветувајќи им дека ќе им помогне да најдат решение за долгогодишниот конфликт.